Неконтролирано кивање, затнат нос, црвенило и чешање на очите, но и во грлото. Ова се првите знаци дека станува збор за алергија. Со запролетувањето, први на удар се лицата кои се алергични на поленов прав. Бројот на лица кои покажуваат алергеност е во постојан раст и неофицијалните податоци говорат дека речиси околу 30% од населението има проблеми со алергиите. Зголемувањето на бројот на пациенти се должи на аерозагадувањето, како и брзиот ритам на живот, но и постојаните стресни ситуации со кои секојдневно се соочуваме. И храната што ја јадеме се прска со разни пестициди. Исто така, сето тоа се всушност потенцијални алергени. Загадувањето од моторните возила, сето тоа влијае за да се зголеми бројот на пациентите кои што боледуваат од алергиска астма, а воедно да се зголеми бројот на атопиите, односно склоноста кон алергиите. Од голема важност за пациентите е да можат да разликуваат настинка од алергија. Новитетите во медицината овозможуваат нови методи и медикаменти со кои може да се ублажат секојдневните симптоми. Дел од терапијата се наоѓа и на позитивната листа. Алергиите се уште не се лекуваат, но состојбата на пациентот може да се контролира со редовно земање на терапијата препишана од специјалист.